колега, ви благодарам на исцрпниот одговор. Се согласувам со вас дека апсолутно е потребен итен попис на населението, меѓутоа не политички, туку статистички попис. Овие информации се од клучно значење за добро управување со државата, формулирање на политики, развојно планирање, па може би и министерот за здравство конечно ќе знае колку вакцини се потребни во државата согласно овие податоци. Или може би нема, бидејќи ќе се попишат државјани и со тоа нема да добиеме оптимална бројка на популација резидентна во државата и колкав број на вакцини се потребни. Сега, бидејќи се комбинирани методите, комбинираниот метод е застапен во Шпанија и во Норвешка, колку што јас можев да најдам, па ви прашала дали имате барем еден податок, било каков податок од било која област, по било кое прашање за кое што податоците од Државниот завод за статистика се поклопуваат со податоците од било која друга институција во држава. Согласно моите истражувања не постои таква информација, бидејќи не се поклопуваат податоците. И дали воопшто имате податок за како оди ажурирањето на податоците? Немаме редовно ажурирање, ниту пак синхронизирано по институции, што значи дека повторно ќе се паднеме во ќорсокак, односно бидејќи опозицијата нема да го поддржи овој предлог, вие ќе се паднете во ќорсокак. И конечно, јас како и вас припаѓам на малцинските групи во државата. И ова нема да биде во ниеден случај политички спроведен попис во негативна конотација кон етничките малцинските групации, туку ќе биде попис кој што е пандан на пописот на Хилми Паша од 1904 година, во која што единствено ќе загуби македонското население. Ви благодарам.